решив. Јас ли ќе те закопам тебе, а? И овие денови ли ги дочекав? Нека ти е лесна земјата. Муса, мој драг Муса, мој другар од војска, малку ли таан делевме со тебе во војска? Непријателите не успеа да те убијат. Разбојници ве те убија. Ајде. Господ нека ви ги прости гревовите. Нели веќе го нападна селото Тетик? Така рече. Ама лажал. Кој? Кој? Морам да одам сега. Ќе ти раскажам подоцна. Застани. Душата да им излезе. Фатма, нека Додо со Фатма, помин. нека со помин. Со помин. Гледате ли вашите што сторија? Слушнавме, многу ни е жал. Дојдовме да ти помогнем. Не ми треба помош, благодарам. Да, Фатма, ние не сме виновни. Во право си. Вие не сте виновни и ние не сме виновни. Ама има нечија вина. А чија е вината, само Господ знае. Ајде. Алекс, каде одиш? Одам на училиште, Софи. Те молам, немој, не оди денес. Гледаш каква е ситуацијата и се плашам да не дојдат повторно. Нема да дојдат, Софи. Не можам да ги оставам децата. Не плаши се, не доаѓаат. Што се случи, Зарифа? Цела ноќ размислував за тоа што се случи. Многу се исплашав. Зарифе, не плаши се, помина. А ако и се случеше нешто на Хатиџа? Ако вам нешто ви се случеше? Вчера кога отидовте по тие разбојници, ти, татко ми, тетин, Хасан, кај Макамот, па Намик. Намик? Намик не дојде со нас, го немаше него? Не дојде. Не дојде? Не беше ли тука со вас? Јас воопшто не го видов. Што ме така, тогаш каде беше тој Намик додека беше немирот? Каде беше сношти? Што значи тоа каде бев? Кога не нападна, каде беше? Кога ние со татко ми тргнавме по сестра ми, ти не дојде. Тука бев, се грижев за ранетите. Зарифе ја прашав, рече воопшто не те видела. Вахиде, во таа гужва не ме забележала. Кажи ми ја вистината, те прашувам каде беше. Брзам ќе зборуваме подоцна. Јавер, сега слушајте ме со внимание. Треба да се видам за нешто многу важно со грчките и бугарските тутунари. И тоа веднаш. Треба да ги известите сите
Сакам сите тука да ги видам. Како што ќе речете? Синко, Абдул, и ти ќе присуствуваш на состанокот. Како ќе кажеш, тата? Господине, пред малку добивме многу лоша вест. Што е? Што се случи? Имало голем напад во центарот на Песоджан. Од страна на бугарските разбойници 8 селани се убиени, а 15 до 20 се повредени. Мислиш да ме лажеш мене? Ќе си играш ли играчки со мене? Ми кажа дека ќе го нападна целото Тетиклер. Ако не ми веруваш, ајде, убij ме сега. Убij ме. Можеше да се убиеш. Зошто го направи ова? За да поверуваш дека не сум виновна. Ги слушнав како зборуваат. Рекоа дека ќе го нападнат целото Тетиклер. И јас дојдов и ти кажав. Потоа зошто се откажале, не знам. Верувај, не знам. Раката му е многу лоша. Потребен е лекар. Не е наадна работава. Готов е овој. Нема да може да го дочека лекарот. Не гледаш дека гангрена му фатила раката? Не е готов. Не е готов. Господ не чуваше нас, ама моите комши и господин Кајмакам. Чичко Рамис, ќе најдеме некој решение некако. Дај Боже, Дај Боже. дај Боже. Намик сака да ме види. Нека повели. Повели. Каде си изгуби пак? Повели, Мустафа. Успеа ли да дознаеш нешто? Господин Кајмакам, за која работа мислиш? Диловер, девојчето што ми кажа ме излажала. Ни направиле стапица. Стапица? Мустафа, брате, се мораш да ми раскажеш. Ти од кого ги добиваш овие вести? Чичко Рамис, Да? јас однапред знаев кое село ќе го нападнат разбойниците. Ми даваат информации. Ти не знаеше дека селото ќе ни го нападнат? Не, Чичко Рамис. Ми рече дека ќе го нападнат селото Тетиклер. Ме излажале. Мустафа, добро, но зошто тебе ти ги дава овие вести? Да, зошто? Зошто тебе? Маскираниот човек. Јас го видов. Тој ми ја спаси Хатидже, маскираниот. Да, маскираниот. Тој маскираниот е... Тој е мудар. Чичко Тој Рамис. го кажува нему и тој нам. Маскираниот сум јас. Што? Што зборуваш ти, Мустафа? Маскираниот Мустафа. Претходно ми ја спаси Бахиде. Сега пак Хатидже ми ја спаси. А и кога Емине ја повреди раката, ти ја намести. Маскираниот Мустафа. Влези. Господине Кајмакам, во чаршијата има немири. Ги нападнале христијанските дуќани. Што? Удри, скрши му го дуќано. Но кога мислите вие со нас вака да се однесувате? Удри, Ќе ви покажеме. Срамота е ова! Не можете да
Што е работава? Што сакате од Стефан Ефенди? Што сакате ви од нас, бре? Беге бе! Тргни се! Ти рекол да се тргнеш! Тргни се, заобиколете го, бе си! Бегај! Бегај, тргни се! на селото. Тргај се! Бегајте! Бегајте од тука! Смирете се, народе! Да не полудевте! Добра бе, луѓе, што сакате вие? Сакаме да се изгубат од тука! Немој да се мешаш. Рамис Ефенди, трни се од тука. Трни се од тука. Каква врска има Стефан Ефенди со разбойниците? Ние сме браќа! Што ви е вас? Тргни се од тука, Рамиз Ефенди! Не сакаме никого тука! Тргни се! Не се тргам! Ние тука, македонци, турци, бугари, грци, заедно се родивме, заедно живееме, заедно пораснавме. Ако сакаш Стефан да го удриш со тој стап во раката, прво ќе треба мене да му удриш. Оставете ги стаповите. Оставете ги камењата. Не ви личи. Море Ахмед Ефенди. Што рече бе? Што му било на воло? Горане Бајтар Ефенди с ношти, кога вашите не нападнаа. Од каде бе сега тие наши, море? Не вели вакви работи. Алекс, што ти се случи, синко? Нема ништо, дедо. Зошто велиш дека нема ништо? Нема ништо, дедо. Ахмед Ефенди, ај ти оди дома сега. Јас брзо ќе стигнам. Добро, добро. Ајде. Алекс? Кажи, што се случи, Алекс? Алекс, што ти се случи, синко? Дедо, ти реков нема ништо. Раскажи да видам што се случи. Не е ништо, заборави. Во чаршијата имаше немири. Се степав, раат сте сега? Кажи зошто? Нема причина. Ништо не е без причина, синко. Дедо, јас да ти кажам нешто. Веќе животот на оваа земја е без причина. Без причина, дедо. Без причина бил. Можно ли е без причина да биде, бе? А? Можно ли е? Бајтар Ефенди, Што сакаш? има важна работа. Ке чекаш, бе, море. Ке чекаш. Треба да прегледаме еден ранет вол. Нашето е поважно, Бајтар Ефенди. Намек, сакам нешто да те прашам. Прашај. Толку немири имаше, колку луѓе повредија, разбойниците сестра ми ја киднапираа, ти каде беше? Воопшто не те видов. Што сакаш да кажеш, Вахиде? Ти реков те прашав, каде беше и толку? Тој беше со нас. Што зборуваш ти, тато? Јас бев со вас, Намик не беше таму. И тоа е точно. Тоа време беше дома. Не бил ни дома. Не ли е така, Зарифе? Тука бев, ти реков. Се грижев за повредените. А така? Изгледа во шталата на тајар, крилото му го превезуваше. Еве вака под сламата. Вахиде, молчи. Јади го јадењето. Добро рече. Молчи, јади. Што се мешаш ти? Да, веќе памет не ми остана. Заборавив. Што заборави, Фатма? Што е ова? Што е тоа, Не мајко? знам. Што е ова, Рамис Ефенди? Писмо ни стигнало. Многу се израдував. Прв пат во животот ни доаѓа писмо. И од кого било? Не знам од кого дошло и како дошло. Добро. Од каде го најде ова писмо? Во дворот го најдов. Ги собра фалиштата и го најдов. Многу чудно. Дај јас да го видам. Воопшто не сум видела писмо. Што ке ти е тебе? Чекај. Види, Рамис Ефенди. Дај да видам, бе. На кого му дошло ова писмо? Види дали пишува име? Пишува ли? Не пишува ништо.
Како ќе знаеме од кого дошло? А како ќе знаеме ако не го отвориме? Не, тато, зашто ние да отвараме туѓо Ти писмо? од каде знаеш дека е туѓо писмото? Ти молчи, а ти види. Не може, мајко. Многу е срамота. Молчи ти велам. Ајде види. Ајде да видам. Дај Чичко Рамис, ќе го прочитам писмото. И јас ќе го прочитам. Ти знаеш ли да читаш и пишуваш, Хасан? Тато, ти воопшто не си го познаваш зетот. Читај. Те засакав уште првиот пат, кога те видов. Браво. Да ти кажам зошто. Поради тие очи зелени како лист, светли како сонце, поради косата мека како свила, поради срамежливите усни и црвените образи. Некој на некому му напишал љубовно писмо. Ти вела молчи. Читај кој кому му пишал. Зошто нас да не интересира љубовно писмо? Зошто да читаме туѓо Ти љубовно? молчи, а ти не молчи. И да ти кажам ли уште зошто те засакав? Те засакав поради тоа што си паметна. Животот понекогаш создава такви ситуации што две личности кога се сакаат погрешно се разбираат. Тој ден кога дојде кај нас погрешно ме разбра, ова не е точно. Кога ти реков јас не ја викнав, ја викна, ова е точно. Но тоа дека јас од кога те видов тебе, веќе ништо друго не гледам и само на тебе мислам. Ова е најточно. Зарифе, те сакам. Што? Зарем. Така пишува. Зарифе, те сакам, знам дека и ти ме сакаш, Алекс. Алекс! Алекс, а? Дојди ваму! Дојди ваму, ти Не, реков! Ти се. Немој, тато, чекај, тато. Немој, Чекај, тато. Тато, Чекај, Рамис. Зарифе! Чекај, Срам да тато. ти е, како можеш да го сториш ова? Чекај, бе, тато, чекај. Зарифе! Ти ја претера! Зарифе! Готова си ти, готова! Отвори ја вратата. Зошто Не ништо отвора, не мајко. видиш? Отвори ја вратата. Тато, што правиш? Застани Не малку. се отвара! Отвори ја вратата, ти реков. Отвори. не отвора, мајко, не отворам. Не ли бевте другари? Не ли се гледавте без лоша намера? Само така другарски? Лажга. Зарифе! Чекај, тато, подоцна ќе зборувате. Молчи ти, што се мешаш? Отвори ти велам. Отвори ја вратата. Не отворам, мајко, не отворам. Вели не отворам, а? Ту знам ја што ќе направам. Тргни се. Гледај сега како можела. Не се заклучува така врата, вака се заклучува. Чичко Рамис, ајде наутро ќе разговарате посмирено. Те молам. Со тебе не завршив! Види, само направи чекор надвор од собата, тогаш ќе видиш што ќе ти сторам. Ти воопшто не грижи се, Рамис Ефенди. Јас многу убаво ја заклучив. Со тебе не завршив, види! Кога тогаш ќе излезеш? Толку. Ајде. Ајде, Чичко Рамис. Види, Бајтар Ефенди. Ќе го спасиш Димитри. Инаку, без ни малку да размислам, ќе те убијам. Колку години имаш, бе, ти? Какви години, бе? Те прашав колку години имаш, море. Одговори. 24 имам. Јас имам 75. Дедо ти ми беше другар. Хаджи Муса Ефенди. Алачијата Тотарис. Берберот Махмуд. Сите бевме другари. Немавме никакво недоразбирање меѓу себе. Разбирате ли, бе, море? Разбирате ли? Откако французите, англичаните и русите се вмеша во османлиите, од тогаш сите ние станавме непријатели. Станавме крвници. Ама напразно зборувам јас. Не разбирате што зборувам, бидејќи сте многу млади.
Во вас не останало место за љубов, бе море. На лицето имате само омраза. Ако го оставиме детево, ако не му осечеме раката, ќе умре, гангрена добил. Да ја сечеме. Сечи. Ајде, Хасан. Ама, биди внимателен, еј. Не грижете се, тато. Моето оружје е со мене. Така. Ајде, ќерко, добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ, Намик. Добра ноќ. Добра ноќ, мајко. Моја убава ќерко. Ајде, ајде. Ајде, Ајде. Ајде. Ајде, да видиме. Ајде. ајде, Керко. Ајде, останете со здравје. Ајде да си легнеме. Како да легнеме, како да спиеме, Рамис Ефенди? Што ако дојдат пак? Види, Намик е тука. Намик има оружје. Точно. Токав Намик. Не грижи се, мајко, јас ќе чувам стража. Нема потреба, Вахиде. Јас ќе останам до наутро. Така да? Па ти си тука? Како сум можела да заборавам? Твоите јунаштва после нападот станаа легенда. Легенда е тоа. Вахиде, што се мешаш? Лага ли е, тато? Каде беше овој Намик додека ние одевме по сестра ми? Тебе да не те интересира. Знам, во шталата беше. До вечерта не можеше да излезе. Колку ти пораснал тебе јазикот? Собери го. Остави го, детето на мира. Потоа ќе се каеш. Добра, ќе го оставам. Што прави оваа Намик? Каква мака има со тебе? Немој да се грижиш, тетко Фатма. Не грижи се, мамо, јас ќе чувам стража. Трпение, господин. Реков јас ќе чувам стража. И јас реков, јас ќе чувам стража. Колку многу зборувате. Јас ќе речам. Излези и оден чекор напред. Вахиде, ти ќе чуваш стража дома. И ти дојди еден чекор напред. И ти ќе чуваш стража на Вахиде. Ајде, ете толку. Ајде. Ајде, добра ноќ. Добро, чувајте стража. Сечи. Дојде ли? Не дојде. Нешто лошо му се случило. Не бил ка Ахмет Ефенди. Сигурно нешто лошо е. Дедо, каде си цел ден се загриживме? Многу сум уморен. Ке легнам. Дедо, кај беше цел ден? Точно велиш ти, Алекс. Што велам точно, бе, дедо, што велам точно? Без причина, на оваа земја веќе се било без причина, тоа е. Хатидже, Мола, маженце. ти колку си убава вака. Ајде, дојди тогаш. Да дојдам тогаш. Хајде. Вака ли доаѓаш, Хасан? Како да дојдам, Хатидже? Што е ова? Треба да се соблечеш. Зошто ме тераш јас да ти кажувам? Во право си. Да се соблечам, да го изгасам светлото.
Да го изгасам. Изгаси го. Ајде. Хасан, што се случи? Чекај да запалам светла. Што е, Хасан, што ти се случи? Хатидже, јас не сакам да ми се скрши кичмата. Мислам дека ми се скрши. Алекс ме сака. И тоа многу ме сака. Фатма, Молам, не можеш да заспиеш, нели? можно ли е да заспијам, Рамис? Така е, не е можно. Фатма, Молам, се плашам. Се плашам за иднината на нашите деца. така е. И јас исто, Рамис ефенди, и јас. Отвори се, ајде те молам. Што е, што гледаш на миг? Што? Нели еднаш ти има вкажано нешто? На миг? Ти реков дека едната рана ми заздраве, ама се прашувам како ќе ми зарасне другата рана. Кај нас тука паѓаат снегови, ти не знаеш. До колена. Се замрзнува. Замрзнува човек. А раната? И раната така ми замрзна. Само да знаеш, ете ти кажав. Ајде, оди спи сега. Плашлив намик, женкар намик. Вахиде, Што е? сакам да ти кажам нешто. Што има да кажеш? Вахиде, сакам да го знаеш ова. Јас не сум плашлив. Леле, Господе Боже.
Зарифе? Алекс, Да не си полудела, ма? Што правиш тука среда ноќ? дојдов да ти кажам нешто. Кажи. Прости за оно што го мислев за тебе. Сега знам се. Го прочитав писмото. Всушност го прочитавме. Како го прочитавме? Заедно со моите дома. Со твоите? Знам дека ќе ме убијат, ама веќе ништо не ме засега. Не ми е жал ни да умрем, бидејќи сега знам се за тебе. Зарифе, што зборуваш, не те разбирам. Нели ти ми раскажа за сонцето и за земјата, дека земјата се движи околу сонцето и веќе не ми е грижа за земјата. Ниту мене веќе не ми е грижа. Вистина? На вистина. Јас веќе нема да се откажем од тебе, Зарифе. Така? Така. Да одам јас, доцна. Чекај јас да ти спретам. Има кучиња. Може. Софи, зарем уште си будна, керко? Зошто плачеш? Што се случи? Керката на млекарот. Овде беше. Што зборуваш, ма? Кој има таму? Стој! Реков, кој е таму? Имало петел. Што? Велам, имало петел меѓу кокошките. Тајар ти ли беше? Значи тајар се вика. Што ти е, гајле? Зошто си ваква со мене? Дај ми ја пушката. Пушката е моја. Реков, дај ми ја. Реков, не ја давам. Пушката е опасна за девојки. За мене не е, дај ми ја. Не давам. Абе, Земи ја тогаш. Само не ти е потребна пушка во рацете. зошто си играш со мене? Јас не си играм со тебе. Немам таква намера. Дојдов да ја видам невестата, да видам и да прашам дали е добро или не. Добро е, добро е. Ама, таа е во куќата на Маши и погрешно си дошол. Точно е. Во право си. Дај ми ја пушката. Само под еден услов. Кој услов? Ако ми го кажеш името. Вахиде. Добро е. Добро. Го знаеш ли значењето на името Вахиде? Значењето е Вахиде. Значи дека е уникат. Така ли? Така е. Токму како тебе. А ти пак од каде знаеш? Ја прошетав цела Македонија. Одам по селата и ги гледам девојките. Ама до ден денес немам видено таква девојка како тебе со пушка во рацете. Ете сега виде. Ај дај ми ја пушката. Рацете горе. Зошто? Сакам да ти го видам лицето. Премногу љубопитност не е нарно. Пушката ти е празна. Ги извади в куршумите. Ги извади ли? Си играм со тебе. Овие се други куршуми. Види. Тато! Што е, Вахиде? Пак ли нападна? Не е ништо. Си играв со пушката и прстот ми се заглави. Пукнав погрешка, извинете. Добро што е така, добро што е така. Не умревте од страв, керко. Па погрешка. Нарно нека е чешко рамис. Не е ништо, намик. Ти продолжи да спиеш. Погрешка пукала. Прстот ти се заглавил, еве вака. И реков јас на Вахиде. Дозволи јас да дежурам. Да. Доста. Реков не е ништо. Вахиде, види, немој повторно да ти се заглави прстот погрешка. Погрешка. Спи. Вахиде!
Тоа во раката не ти е играчка, да знаеш. Боже, боже. Вахиде? Ти денес се гледаш со некого? Што? Јас те видов. Што вида? Кого вида? Тебе. Зборуваше со маскираниот човек. А навистина, зашто зборувавте со него? Ништо не зборував. Вахиде, мене ми зборуваш, ама и ти не си ништо покуса. Дедо Рамиз! Што е, Хаджи Али? Дедо Рамиз! Кажете, синко, што се Кој ќе случи? ја скрши кичмата? Што? Што? Кичмата ли ја скрши? Кичмата ја Мама скрши? ми рече, оди кажи му на Рамиз ага да дојде. Ту, маките не доаѓаат една по една, туку топтан. Ајде, Фатма, да Ајде, одиме кај Хасан. ајде, ајде. Господе Ајде, да видиме. Боже. Ајде, трчај, синко. Каде одат овие? Господе, мислам дека ми помагаш. Ме сакаш да си здрав и жив. Вахиде? Чекај, ќе ти помогна. Нема потреба. Ти имаш поважни работи. Може би сакаш да се сретнеш со бугарските девојки или може би ти дошло да се криеш помеѓу кокошките? Нели ти е убаво? Убаво ми е, убаво ми е. Може би и ти имаш поважни работи, а? Тоа тебе да не ти интересира. Што има да зборувам со тебе? Почитуван Паша, како што и самиот знаете, најголемите финансии во Македонија доаѓаат од производството на тутун. Ние, како чести тутунџи, верни и ревности на својата земја, секоја година плаќаме данок на Османската империја. Меѓутоа, тутунските фармери во последно време ја качија цената на тутунот и сите нас те ставија во незавидна положба. А најголема вина за ово има една тајна организација Итихад Тераки, која е инфилтрирана во османската војска. Таа ги подбуствува против султанот сите селани и сите негови превезаници. Тврде дека ние тутунот сме го откупувале многу ефтино и така ги врта селаните против нас. Така е, поправо е. Право сте. Така е. Господа, бидете дивки. Заборавивте ли дека се наоѓате кај Пашата? Во право сте. Само и вие самите, само за да ги заплашите селаните и да можете ефтино да го земете тутунот, вие ги храните разбойниците. Немојте така, господине. Ние такво нешто не правиме. Господа, мислам дека е корисно да се биде отворен. Сите знаеме што се случува во Македонија. Особено нашиот почитуван султан Абдулхамид е запознат со ситуацијата. Причина што ве собрав тука е оваа работа да се реши што поскоро, без остапување. Тоа е главната причина што Пашата ме испрати тука во Македонија. Вие ќе се откажете од подршка на разбойници. А за возврат на тоа, ние ќе ги принудиме селаните тутунот да ви го продаваат по поевтина цена. Ќе истребиме тајната организација, наречена Итан Тераки. Накратко кажано, вие ќе ги запрете разбойниците, а ние селаните. Мислам дека работата е јасна. Се надевам на сите. Мислам дека ви објаснив секако што треба. Меѓутоа, ако не сакате и продолжите да ги поддржувате
разбойниците, вие ќе имате најголема штета од таа работа. Состанокот е завршен, господа. Што се случи, зете? Ти доаѓаш со нас. Господе, помогни ми. Не можам да живеам без Алекс. Не знам што да направам. Те молам, Господе, врати му го паметот. Дали едни кон други? Заремование е вереница. Што е? Не кон други. Многу се плашам, попе. Ни дуќанот не можам да го отворам од страв. Не знам каков ќе биде крајот. И двете страни треба да се смират. Нам ни преостанува да го смириме христијанскиот народ, Стефан Ефенди. Заремование е вереницата на Алекс, внукот на ветеринар. Стефан Ефенди. Заремование е вереницата на Алекс, внукот на ветеринарот? Софи? Зошто си ваква, ќерко? Ме претепаа во нападот. Затоа ли плачеш? Не е за тоа, попе. За друго е. Што е? Што ти се случило? Мојот вереник се залюби во една муслиманка. Ќерка му на млекарот, Зарифе. Затоа толку плачам. Санчедо, ќе те прашам како се случи ова. Како успеа бре да ја скршиш кичмата, ама нема да те прашам, зашто кај тебе може да се случи секаква глупост. Татко Рамис, јас легов во собата. Ќе си легнев, прво го извади фесот, потоа си го соблеков палтото, ги откопчав копчињата и Хатичен ми рече: Хасан, изгаси ја лампата и... Како зборуваш ти, молчи? Не зборувај ништо понатаму. И веднаш падна тато. Почна да вика во темницата. Ама добро сум јас, татко Рамис, ништо... Легни, кога ти велам, легни, лежи. Што ќе правиме, тато? Да размислиме. Рамис Ефенди. Пушти ме да размислам. Да му наредиме чаши. Што рече? Реков да му наредиме чаши на Хасан. Зошто ми ги опрекинуваш размислувањето? Мене ќе ми текнеше. Јас ќе речев да му запалиме чаши на Хасан. Тебе ти текна, ти кажа да го наредиме со чаши, рече. Донесете оган. Ајде, донесете шпиритус, донесете чаши. Ајде да му запалиме чаши. Ајде. Сврти се, ајде. Ајде, полека, ајде. Да ти помогнам ли? Ајде. Не викај, не викај. Кај љубовникот. Издржи. Уште малку остана, Хасан, издржи. Ајде, надвор, излези надвор. Ајде тогаш, ајде. Ете така. Хасан, сега нешто ќе ти кажам. Нема да си веруваш на ушите. Те слушам, татко Рамис.
Отвори ги ушите. Оној намик, нели? Намик. Намик, не тој намик. Знам, татко Рамис, намик не е намик. Намик не е ниту Мустафа кој го барат. Има уште. Уште? А и тоа го знам. Намик воопшто не е лекар. Браво, добро си приметил. Но има уште. Уште? Тоа не го знам, тато. Намик. Намик е лично маскираниот. Намик е маскираниот? Што?